Почитуван заменик министар за транспорт и врски, почитувани колешки и колеги пратеници, ако веројатно се дели некогаш или се доделува наградата за закон кој што ја легализира најмногу корупцијата, тогаш овој закон сигурно ќе го освои првото место. И овој закон, покрај тоа што легализира корупцијата, е закон кој е против интересите на граѓаните на Република Македонија. И со овој закон ВМРО-ДПМН и ДУИ ќе нанесат долгорочна штета на Република Македонија од несогледливи последици за кое што ќе мора да одговараат во иднина. Според сите сознанија, државното градежно земјиште или по теорија, а и понашто го кажуваат во своите интервјуа, ама не тука, министерот Јанакиевски или пак председателот на ЗЕЛС господинот Коце Трајановски, државното градежно земјиште е богатство за развој и основа за развој на општините на Република Македонија. За жал, денес државното градежно земјиште со владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ е плодна почва за збогатување на фамилијата, за перење на пари, за окупирање на Македонија од пари заработени на криминален начин преку тендерите кои ги местите ВМРО-ДПМН и ДУИ. Овој закон е против Европската Унија или интегрирањето на Македонија во Европската Унија, затоа што е против процесот на децентрализација и нанесува огромна штета на општините во Република Македонија. И за тоа, соодветно, ќе се одговара. Денеска, за жал, нема хотел за Драмстор. На 1 септември 2009 година требаше со премиерот Груевски, тогашниот, без метафора ќе окажам, портпарол на владата Ивица Боцевски, да пијам кафе. Денеска, на 14 април, очигледно ќе нема катна гаража до собранието. И не е точно, господине заменик министер, дека досега немало одредба, кога ќе помине рокот, ако не почнал да гради, да му се одземе земјиштето. Ова е допис од Министерството за транспорт и врски до ова собрание, подпишан од раководителот на сектор, кој што вели дека доколку не се изгради во 2 години, ќе му се одземе земјиштето, ќе биде предмет на надавање. На 14 април 2010 истекуваат 2 години од корумпирано доделеното земјиште овде до собранието. На 26 април истекуваат 2 години од аквапаркот на ПЦ Наумовски во аеродром. Има време. Има 15 на дена, веројатно ќе направи аквапарк од 3000 метри квадратни во аеродром. И на кој тему треба да го одземете земјиштето. Нема хотел на пријателот на Груевски Маријан Јованов под Кале, нема 40-катниците на Ивица Коневски во аеродром, сите рокови се изминати. ВМРО-ДПМН и ДУИ очигледно не сакаат оваа држава да се развива. Државното градежно земјиште има смисла да се даде на некој за да го гради, за да може да работат работници, за да може да се врати од тоа земјиште што е дадено за намената што е дадена. За жал, денес од државното градежно земјиште направивте само земја која што е околчена со портокалови колци и само чекате да ги доперете парите на кајмански, некајмански девствени острови, па потоа преку разни фирми да ги вратите тука како странска инвестиција. Ама бидејќи малку перењето на пари е под мониторинг од страна на меѓународната заедница, сега велите оп, стоп. Не влегуваме во нови авантури. И го носите најкриминалното решение што оваа држава го памети. А тоа е дека кога некој на непосредна спогодба зел земјиште, украл земјиште од Република Македонија, од граѓаните на Република Македонија, вие му велите, добро, не изгради за 2 години хотел Радисон. Ама и дојди во канцеларија, поточно вие ќе одите во таа канцеларија, не вие, ама од Министерството за транспорт и врски, за непосредно да се договарате на кој начин тој ќе го доврши објектот. Денеска со ВМРО-ДПМН и ДУИ ни го украдовте Јужниот булевар и ќе направите од таму деловен центар.
Ни го украдовте ВМРО ДПМН и ДУИ зеленилото спроти Бристол, за да надвор од генералниот урбанистички план си исперете нови пари, овај пат преку Елем. Денес ВМРО ДПМН и ДУИ ни ја украдоја пола шума на водно заради Пеце Наумовски, а сега гледаме од вчера и за некое друго игралиште што ќе се прави на водно. Денеска ги затварате влезовите на куќи во Скопје, во центарот на градот, кои што со години биле таму, за да направите влез исто за Пеце Наумовски и за другите од ВМРО ДПМН. Денес со овај закон имате една единствена цел, ВМРО ДПМН и ДУИ, да им дадете нови пари на фамилијата, да ја дозбогатите, а кој ќе ги сноси последиците, кој ќе трпи штетата? Граѓаните на Република Македонија. Со овај најкорумпиран закон, кој што, за жал, не го брани еден од најголемите горди послушници на Груевски, кој што според тврдење на неговиот сопартиец Филип Петревски од ВМРО ДПМН, тој би рипнал и кажал така за Груевски во Вардар, господинот Јанакиевски го доведе до совршенство крадењето на државното градежно земјиште во непосредна спогодба, доделувајќи го на функционери и членови на ВМРО ДПМН. Денеска, господине Тахир Хани, вие сте соучесник во најкриминалниот закон и корумпиран закон што е предложен во ова собрание. Вие денеска ни предлагате закон во кој што велите сите започнати постапки за отуѓување и давање под закуп со непосредна спогодба ќе продолжат да важат по новиот закон, по овај. До сега во овие 11 години јас не сум сретнал ваков закон. Обично пишува дека сите започнати постапки ќе се одвиваат по стариот закон. Знаете зашто? Зашто ги менувате условите на тендерот, ги менувате условите на јавната објава. Нормалните фирми што конкурирале ќе ве тужат како држава. И што мислите вие? Граѓаните на Република Македонија ќе ги плаќаат? Не, господине Тахир Хани. Ќе постои, како што постои од Силвана Бонева предлог за до 2600 да важат законите, ќе има еден друг закон за криминалот и корупцијата и крадењето на народните пари од 2006 до, дај Боже, 2012. Затоа што не може за ова да не се одговара. Државното градежно земјиште не е ваше. Нити на Миле, нити на Дуи, нити на Ахмети, нити на Груевски. Не можете вие со непосредна спогодба да го давате земјиштето без обврска тој да почне да гради. Идејата е да го дадете државното градежно земјиште по багателна цена како што го давате, за да може некој да гради, за да направи нешто од кој што ќе имаат корист многу повеќе луѓе и граѓаните на Република Македонија. Државното градежно земјиште не е ваше, за да кажете дека објектот што се гради од интерес на Република Македонија, за тоа да ги исклучите советите на локалната самоуправа од одлуката дали таа општина, дали таа совет треба да даде. И затоа ние сме единствена земја во која во светот, во кој што граначалникот на Охрид ќе види на телевизија дека државата му го продава пристаништето на Љубаниште. Денес сме единствена општина, денес сме единствена држава во која што градоначалникот на општина Центар победува на тендер за катна гаража во општина Центар. И се разбира, државата од парите на граѓаните ќе му направи за 700.000 евра сообраќаен пристап до катната гаража. Па господине Тахир Хани, што би рекол господинот Джеват Адеми, кој ќе сидете дома, малце не чувствувате ли горчина и во душата? Не чувствувате ли малку грижа на совест, што доаѓате да го браните најкорумпираниот криминален закон што ова собрание, ако може да го издржи? Еве ви ги дописите од Министерството на транспорт и врски. 14 април еве каде идната недела. Баш ме интересира дали ќе го казните човекот или ќе му го одземете земјиштето на кој што на криминален начин господинот Јанакиевски му го даде. Денеска државното градежно земјиште се распродава на тендер во кој учествуваат татко и син, па на другиот тендер учествуваат татко и син, само во првиот го доби синот, Пеце Наумовски, во вториот го доби Мите Макоил, таткото. Денеска државното градежно земјиште се распродава кога двајца браќа учествуваат на јавното надавање. Замислете тие блиски до ВМРО ДПМН.
Па господине Тахир Хани, зошто мислите дека оваа Македонија може сето ова да го издржи? Зошто мислите дека се недоветни луѓето во Република Македонија, па ќе им давате вакви неуставни закони и закони на штета на цела Република Македонија? Денеска во Република Македонија не се гради нешто што ќе врати назад средства или ќе има бенефит кон граѓаните на Република Македонија. Овај закон го носите, а пречесто го менувате, само за оние што на криминален начин со непосредна спогодба го добиле земјиштата, за да се доиспазарите. На 1 септември 2009 година требаше да биде хотелот САС Радисон зад Рамстор готов. Денес сме 4-5 април 2012 година. Ненародниот судски режим ме осуди мене дека реков дека тој хотел нема да биде готов за 2 години. Ама хотелот го нема. Денеска со ваш подпис и ќе ги осуди сите оние што се бореле против криминал. Ама јас ви гарантирам, ќе има во оваа Република Македонија судство кое ќе се реши да се справи со оваа долгорочна штета што е направена на Република Македонија, со крадењето на државното градежно земјиште од страна на ВМРО ДПМН и ДУИ, ама давањето само на ВМРО ДПМН е. И ви имате една блиска фирма, таа од чат-пат ќе победи понекогаш на некоја јавна објава, ама од 10 на 1. Ни таму рамковниот договор не го спроведувате соодветно и правично. Имате една фирма со австријски предзнак, ама е ваша. И таа победува, ама на последните 10 јавни објави еднаш победила. 9 се на ВМРО ДПМН. Денеска за ова што се случува со државното градежно земјиште не можат да ви помогнат овие измени. Овие измени само ќе придонесат од Македонија да биде пустош, да нема развој, Европската комисија повторно да не критикува за носење на неуставни закони, за закони против децентрализацијата во Република Македонија, за закони со кои што, освен 5 души од фамилијата, никој нема да има ќар. Господине Тахир Хани, може би некојаш ќе летувате на некоја јахта во Егејското море од фамилијата. Може би не. Може би не. Ама за ова што го правите како соучесник, бидете уверени дека цело време во животот ќе ве прогонува ова што денеска го браните најкорумпираниот закон. Благодарам.